Добар ден, драги пријатели, добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на тема која што можеби некој од вас ќе го разочара, затоа што ќе зборувам за чоколадо, односно за црната чоколада која што многу од луѓето со кои што сум се сретнувал и многу реклами и статии ја промовираат како здрава опција. И сакам да расчистам некои дилеми кои што многу од вас можеби ги имаат или па митови кои што можеби не ги знаат. Односно не ја знаат другата страна и вистината поврзана со тие митови, а тоа е дека црната чоколада, односно чоколадите кои што се со 70% и повеќе означени на етикетите на маркетите, се не значи дека се лоша опција. Но она што некој од вас не го знаате дека што всушност има можеби во тие 30% кои што не се дел од тие 70%. И она што црната чоколада има добри бенефити е дека во себе црната чоколада содржи полифеноли, работи кои што помагаат во регулирање на можеби високиот крвен притисок, помагаат можеби има некои нови истражувања и статии дека помага и можеби за регулирање на нивото на шекерот во крвта и можеби ќе им помогне на диабетичарите кои што сакаат можеби да изедат некакво парче на благо и чоколадо и тоа е подобро да биде црната чоколада и така натаму. И да, полифенолите се супер, но проблемот е што дел од тие полифеноли, дел од таа нутритивна вредност која што е квалитетна во црната чоколада исчезнува со обработката и процесирањето на чоколадите. Затоа што секој чоколадо кое што вие го гледате на рафт поминува низ некаков процес и поминува низ индустријска обработка и избогатување со и некои други адитиви, конзерванси, не знам, можеби алкализирачки агенти и така натаму кои што уништуваат дел од таа добра нутритивна вредност во случајов се тоа полифенолите. Од друга страна, ако имаме чоколада која што вели дека 70% е супер, тоа значи дека овие 30% се комплетно шекер. И што за вас во превод тоа значи дека не ми е мене поентата да ви кажам дека не треба воопшто да јадете и дека не е здрава. Да, можеби е поздрава опција од било кои други чоколади, но повторно, ако тоа ви е замена за вашето секојдневие на јадење на благо и на чоколадо, и ако можеби порано сте јаделе и не знам, стандардни други чоколади кои што се вкусни, сте јаделе можеби други типови на благо и така натаму, тоа што сега ќе почнете да јадете црна чоколада во истите количини нема да ви направи никаква разлика, напротив ќе продолжи вашиот процес на создавање на вишок на масти, на покачување на килажа и така натаму. И она што повторно сакам да ме разберете во оваа епизода дека да, црната чоколада е подобра опција од останатите чоколади, но повторно да не лежите на уво дека тоа е супер да се јаде секојдневно, повторно ќе ви придонесе лоши резултати ако зборуваме во изглед и во вишок на килажи и вишок на масти кои што се создаваат во вашето тело. Така да за оваа епизода денеска завршувам. Жал ми е што можеби некого од вас разочарав во врска со црната супер чоколада, но во секој случај тоа е вистината и се гледаме во следната епизода. До тогаш ви посакувам здрави животни навики. Чао, чао!